Грип, вируси, ковид. Лекарите за крајот на месецов до прва го најавуваат пикот на заразите кои периодов се зачестени. Амбулантите се преполни со пациенти кои ги немаат истите симптоми. Вообичаено заразата кај пациент трае од 7 до 10 дена, а симптомите се движат од сува кашлица со чувство на гребење во градите, па до бронхитично дишење, наот на бели дробови, температура и гнујна ангина. Лекарите во зависност од симптомите утврдуваат за каква зараза станува збор. Со стетоскоп да видиме дали кај пациентот има наот на бели дробови, поточно дали таа респираторна инфекција е локализирана на горниот респираторен тракт или е на долниот, бидејќи ако е на долниот тогаш имаме малку по би кажал тешка задача за да се справиме со истите. Овде веќе се вклучува и таа антибиотска терапија. Лекарите посочуваат дека мора многу да се внимава. Допред се пациентите треба навреме да се јават на лекар. На тој начин ќе може навреме да се утврди состојбата на пациентот, прво преку крвната слика и со тоа да се одреди соодветна терапија. Пример, ако кај пациентот имаме присуство на гнојна ангина, а тој наназад 4-5 дена веќе имал симптоми на вироза со некоја субфебрилна температура 37,2, 37,4 степени, тогаш кај него веќе пристапуваме со терапија со антибиотици, бидејќи кај него доаѓа до развивање на бактериска суперинфекција. Бактериите кои што нормално живеат во респираторниот тракт, таму прават проблем кај тие пациенти. Вообичаено кај ковид е тоа надразнително и суво кашлење без некои пропредни други симптоми и златниот стандард губење на сетилото за мирис и за вкус. Кај грипот е повеќе малаксаноста, кај постари пациенти знаат да се јават болки во зглобови, болки во мускули, болки во врат и нормално хронично болните секогаш страдаат или рече секогаш имаат промена, односно варијации во крвниот притисок, некогаш во нивото на гликемија во крвта и така натаму. Проветрување на просториите, соодветна и здрава исхрана. Пикот на заразата допрва се најавува, па лекарите советуваат да се заштитиме. Редовното филтрирање на просториите е една од најважните работи. Маските си го придонесува своето и уште го придонесува, значи носењето на маски при преглед на пациенти е нешто што ние сакаме да го практикуваме и го препорачуваме на пациентите. Таа физичка дистанца која се одржува 2 метри веќе и нема некој голем ефект, бидејќи станува збор за вирус кој што веќе 4 години циркулира постојано и веќе кај нас имаме створено одреден тип на имунитет на него, но нормално да исхраната исто така многу важна, храна која што содржи високо ниво на цинк, високо ниво на магнезиум, високи нивоа на витамин С е препорачлива во овој период, тоа се нормално портокалите, марули, тиквата исто така како богат антиоксидант. Инаку, по појавата на грипот и големата кашлица и Комисијата за заразни болести препорача да се носат заштитни маски во здравствените установи и домовите за стари лица, но и да се забранат посетите во нив. Кога луѓето се болни пак да носат маски, да избегнуваат гужви и затворен простор.